особено во последниве изминати седмици. Наша проценка е и тврдење дека врз СОНК се врши организирана, диригирана и оркестрирана хајка, се со цел за разбивање на единството во СОНК, се со цел за намалување на јачината на оваа синдикална организација. Ова го зборуваме со факти, го потврдуваме со факти, каде што одредени или одредена политичка партија неколку пати излагаше на пресконференција да се меша директно во работењето на нашата синдикална организација и да кажува невистини, лаги, шпекулации, инсуинации. Оваа политичка партија беше поддржана дури од некои медиуми кои што селективно ги дава информациите во однос на изјавите на СОНК, меѓутоа и медиуми кои што најавуваа текстови со бомбастични наслови во правец на огромното незадоволство на членството врз раководството на СОНК, врз работењето на оваа синдикална организација и во крајна линија и масовно членување од СОНК, што апсолутно не е вистина, што апсолутно фактите и податоците кажуваат нешто друго, а тоа многу лесно може да се провери и преку Централниот регистар на Република Македонија, како и преку Министерството за труд и социјална политика. Нападите врз СОНК отидоа дотаму да и една група која што за еден национален празник протестираше пред Собранието на Република Македонија се одважи да дојде пред седиштето на СОНК да побара одговори од раководството на СОНК преку транспаренти. Наша порака е секој оној кој што има потреба од било какви информации од раководството на СОНК, секој оној член кој што сака да знае за работењето на оваа синдикална организација има легитимно право тоа да го дознае преку нашите органи и тела. Поставување на прашања преку медиуми, давање на своји ставови, заклучоци преку медиуми на условно кажано наши членови не води кон ништо добро, односно тоа ние го цениме како инструирано, како договорено, како атакување кон единството на нашиот синдикат. Особено последниот настан на изјава на веќе наш поранешен член на синдикалната организација во врска со пресметката на платите во средното образование и пласирање на тешки невистини, шпекулации, дезинформации во јавноста, а особено во нашето членство, дека платите во средното образование се прерачунуваат погрешно и дека професорите се оштетени за дури 70 евра од нивната плата. Значи, ова најодговорно го демантираме, кажуваме дека апсолутно тоа е невистина, односно лага и шпекулација. Ова е смислено, ова е тенденциозно, ова е обид за разбивање на единството во нашата организација, ова е обид за покажување на општо незадоволство во нашата организација, а воедно и незадоволство во Република Македонија за состојбите во образованието и ние како социјален партнер како дел од образовниот систем. Се поставува прашањето: ако е тврдењето така дека спогодбата која што СОНК и МОН ја подпиша 2014 година, зошто дури во 2016 година се реагира на, условно кажано, неспроведување на спогодбата? Зошто сега во овој период? Зошто тој бивш председател на таа синдикална организација легитимно во органите на СОНК не го постави ова прашање, него се обиде одговорот, односно решението да го побара во некакви институции надвор од нашата синдикална организација? Околу оваа шпекулација, односно дезинформација, повеќе и околу термините
што значи минимална плата, што значи основна плата, што значи најниска плата. Повеќе околу тоа ќе каже колешката генерален секретар. Јас само во една реченица ќе кажам дека голема шпекулација е тврдењето дека формирањето на платите во било кои дејности, па и во дејноста образование, се формира кога минималната плата ќе се помножи со соодветниот коефициент на сложеност по работно место согласно колективниот договор. Значи, тоа е невистина, тоа е лага, тоа е шпекулација. Законот за работни односи и колективните договори точно третираат како се пресметува платата во било кои дејности и особено во оние гранки кои што имаат подпишано грански колективен договор, точно се знае и коефициентот и најниската плата во гранката, односно во дејноста која што се утврдува помеѓу два социјални партнери. Особено сакаме да кажеме дека утврдувањето на минималната плата која што се утврдува на национално ниво по пат на преговори помеѓу социјалните партнери важи за национално ниво, важи за сите оние работници кои што во дејност или гранки би имале евентуално пониска плата во однос на минималната плата. Минималната плата е термин кој што СОНК уште во далечната 2006 година поведе иницијатива за утврдување на минимална плата на национално ниво, што беше поим, односно термин кој што беше непознат во нашата држава. СОНК беше иницијатор на собирање на подписи, на 40.000 подписи беа доставени до Собранието на Република Македонија за отпочнување постапка за утврдување на минимална плата. Конечно, минималната плата е утврдена со закон 2012 година, односно крајот на 2011 и со важност од 1.1.2012 година. СОНК има подпишано колективни договори 2005 година, колективни договори 2008 година и така натака, каде што во колективните договори се предвидени и коефициентите по работни места, по сложеност на работно место кои што ќе се помножат со најниската плата. Значи, сакам да укажам дека минималната плата е дури 4 години подосна утврдена во однос на колективниот договор и најниската плата на дејноста образование, основно и средно, која што се пресметува еве уште од 2008 година. Ова, би рекол, не е забуна, него тенденциозно манипулирање со јавноста е насочено особено кон разбивање на единството во нашата организација и бидете уверени дека не само во средното образование, него и во основното образование се поставува прашањето дали вработените во нашите дејности ја примаат таа плата која што е за гарантирана со колективен договор и со спогодбата која што е подпишана помеѓу СОНК и МОН 2014 година. Че вакви забуни се тенденциозни и насочени кон разбивање на единството на СОНК. Надавање во јавноста и лицитирање со висината на минималната плата која што во иднина би била утврдена на национално ниво со некакви суми кои што кажуваат многу повисоки од реалните можности на државата, тоа особено можам да го коментирам како еден од членовите на Економско-социјалниот совет на национално ниво, укажува дека наддавањето на висината на минималната плата на национално ниво, без посебни вршење на анализи на таа висина, може тоа како да биде штетна во однос на функционирање на установите, односно на предпријатијата, особено во приватниот сектор, каде што со обврската за исплата на минимална плата може и голем дел на правни субјекти да бидат под знак прашање за нивното функционирање. Тоа би значило отпуштање, тоа би значило затварање на установи од приватниот сектор, тоа би значило празнење на буџетот на Република Македонија. Тоа би значило
немање на зголемување на плати во јавниот сектор, што е за нас и тоа како важно. И уште на крај би сакал една порака да упатам, дека самостојниот синдикат за образование, наука и култура особено ќе даде жесток отпор на секој обид за атакување врз правото на работа, на организирање и на делување како синдикат, дека сите оние кои што атакуваат кон разбивање на нашиот синдикат, особено ќе бидеме спремни да возвратиме со сите расположливи средства кои што ни ги дозволува и законот и Уставот на Република Македонија, и убедени сме дека многу брзо на сите оние кои што му мислат лошо на СОНК, дека ќе им се врати како бумеранг. Тврдењата на поединци, подпомогнати од одредени медиуми, а се со цел разнебитување на самостојниот синдикат за образование, наука и култура, личи на пат, поснанство цвеќе, а сепак пат кој што води кон пекотот. Станува збор за две различни категории, за два различни термини, за два различни утврдувачи на висината на тие плати и на крајот за двајца, односно две различни корисници на тие плати. Станува збор за минимална и најниска плата. Минималната плата, која што е утврдена во Република Македонија, со закон и има одреден износ, ја утврдуваат владата на Република Македонија, репрезентативните федерации на синдикатите во Република Македонија и репрезентативните здруженија на работодавачи во Република Македонија. Износот е тој кој што е, но никако соодветен на оној што е утврден во колективните договори. Најниската плата, утврдена со колективните договори, ја утврдуваат со спогодба подписниците на тие колективни договори, социјалните партнери. Во овој конкретен случај се работи за Министерството за образование и СОНК. Утврдената најниска плата за најнизок степен на сложеност по работно место се множи со соодветниот коефициент за секое различен, секако, за секое работно место. Никако не може да стане збор за еднаквост помеѓу минимална плата и најниска плата. СОНК во 2014 година има утврдено најниска плата за сите подпишани колективни договори во сите дејности за во кои што СОНК има членство. Со спогодба се утврдува најниската плата и секој оној кој што е вграден во тој колективен договор, секое работно место се множи со утврдената најниска плата. Конкретно за средно образование износот е 12.492 денари, кој се множи со соодветниот коефициент. Сите оние кои што сметаат дека или тврдат дека минималната плата треба да се помножи со соодветниот коефициент по работни места е неточно, и ако понатаму се продолжи со ваквите манипулации пред нашето членство и пред целата јавност, СОНК нема да застане тука. Ќе ги употреби сите можни релевантни фактори во државата и надвор од